Со промена на времето и повисоките температури расте бројот на стомачни инфекции предизвикани од различни типови на вируси и бактерии. Вирусите предизвикуваат стомачни болки, диареја, а знаат да ја зголемат и телесната температура. Лекарите со апел до граѓаните да водат сметка за хигиената, а особено важно е добро да ги мијат овошјето и зеленчукот. Со промена на временските прилики, со затоплување на времето, секогаш ние очекуваме и знаеме дека ќе имаме еден бран наплив на пациенти кои ќе доаѓат кај нас заради проблеми со стомачниот сезонски, да речеме, вирус, кој е проблеми со храната, со варењето на храната. Тоа е почетокот на пролетта и летото, каде што кога и храната најлесно може и да се расипува и нормално имаме изобилство и на зеленчуци и на овошје кое треба многу убаво да се чисти, да се пере, бидејќи има многу хемикали и многу пестициди. И заради тоа и се појавуваат тие стомачни вируси кои се пропратени со повраќање и со диареја, така да секојдневно имаме по еден или двајца, не дека е многу зголемен бројот, но зависно од претходниот период, кога немавме таква патологија, сега веќе и таа патологија ја имаме, така да имаме такви пациенти кои доаѓаат и се жалат токму за тоа. Со топлото време исто така расте и ризикот од труење со храна, па лекарите алармираат на зголемена внимателност, не само за тоа што се јаде и пие, туку и како се чува храната. Доаѓа времето кога очекуваме дека повеќе ќе имаме такви пациенти со стомачни вируси, со диареја и со повраќање, така да советите се многу да внимават храната која јадат да не седи многу. Значи, штом ќе се приготви, треба да се јаде. Или пак, ако останува дел од храната, за утредента, да кажеме, треба да се чува во соодветна температура, која е во самите фрижидери -4. Значи, многу е битно како да се чува, да се внимава со таа храна и да се внимава со млечните производи и со јајцата, бидејќи се тие расипливи и многу лесно од нив може да се отрујат граѓаните. Затоа треба на тоа многу да внимават, значи да се јаде што е приготвена храната, да не се чува долго време и нормално на овие повеќе акцент на овие храни кои се подготвуваат со млеко и со млечни производи и јајцата, од кои најмногу доаѓат до такви инфекции и да појава на проблеми на стомачни вируси. При купување или користење храна да се одбере онаа што е свежа и здрава и од тие објекти што исполнуваат услови за нејзино хигиенско чување. Исто така треба да се внимава на рокот на употреба на храната.